8 часот и 21 минута, време е за првиот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Бегалци во сопствената земја е темата која што е разработува најновото издание на уличното списание Лице в лице. За ова и за сето она на што се работи во овој период од годината, разговараме со Климентина Илиевски, уредник на Лице в лице. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добре ве најдов. Лице в лице е првото улично списание во земјава. Секогаш обработувате интересни и актуелни теми кои што го задржуваат вниманието, така и со овој нов број. Така е, оваа тема која што ја отворивме во ова издание на Лице в лице, можеби не е толку актуелна, меѓутоа со тоа што избравме да биде носечка тема на списанието, сакаме на некој начин да ја актуализираме. Овој број го подготвивме во соработка со Германското друштво за интернационална соработка ГИС. Тие работат на оваа проблематика. И во соработка со организации, претежно ромски организации кои што делуваат на терен и се занимаваат со ромските прашања, се обидовме да стигнеме до што повеќе приказни на лица, повратници од западноевропските земји. Се сеќавам дека пред околу една година на еден настан кој што го организираше едно здружение на граѓани, беше потенцирано дека бегалската криза кај нас се одрази на еден поинаков начин. Значи, бегалците нема да се задржуваат во Македонија, меѓутоа лицата кои што се баратели на азил во западноевропските земји од економски причини ќе бидат враќани во сопствените земји. За жал не постојат статистики колку лица се вратени во Македонија, меѓутоа бројот на приказни ни покажува до кој што стигнале организациите кои што работеа на терен, покажува дека не се работи за наивна бројка. Меѓутоа секако дека ова треба да почне да се евидентира за да се изнајдат соодветни начини како да се пристапи кон решавањето на овој проблем. Она што беше заклучено е дека постои навистина кршење на човековите права од двете страни, значи во земјите од каде што биле депортирани, во земјата каде што доаѓаат, а од друга страна, значи лицата кои што дошле овде, Паблик се занимава, тоа е организацијата која што го издава Лице в лице со прашањето за бездомништво. Значи овдека имаме една сериозна бројка на јавни и потенцијални бездомници. Тоа значи дека лицата пред заминувањето ги продале своите домови или пак дел од нив се соочуваат со ограбени домови, секако живееле во некои субстандардни услови пред заминувањето од земјата, меѓутоа кога се вратиле после толку години наишле на уште полоша ситуација. Се случуваат сериозни проблеми во однос на образованието на нивните деца, тешко се вклучуваат во образовниот систем или немаат свидетелства, оставени им се во земјите од каде што дошле, или пак родителите немаат средства за да ги нострифицираат нивните дипломи и ред други прашања кои што придонесуваат овие лица да не можат да бидат вклучени во општеството. Поминавте низа проблеми пред кои што се исправени повратниците во нашата земја. Колку институциите, социјалните сервиси им излегуваат во пресрет? Се надевам дека на ова прашање ќе се работи потемелно во следниот период. Тоа што кажав дека нема евиденција е навистина сериозен проблем. Многумина може да кажат пошто пак овие повратници се разликуваат од оние роми кои што континуирано се во земјава. Меѓутоа, овдека се јавуваат дополнителни проблеми, како што кажав, деца родени во западноевропските земји, па не го знаат ни македонскиот јазик и тешко се интегрираат, односно се вклучуваат во образовниот процес, тоа што се соочуваат со проблемот со бездомништво и се надевам дека преку ова иницијатива која што ја започнавме, ќе го свртиме повеќе вниманието на ова прашање за да институциите обрнат внимание за да не добиеме посериозни проблеми кои што можат да ескалираат. Предизвиците пред кои што се исправени бездомниците, темата која што се обработува во новото издание на Лице в лице, но оваа тема доби свој лик преку делата кои што ги насликаат 10 македонски
уметници. Би сакала да ги погледнеме и фотографиите, доколку се подготвени во режија, ги погледнавме еднаш, но да ги скоментираме уште еднаш. Тие беа представени на изложба која што се одржа во рамки на фестивалот Дримон. Како помина се? Така е, одлично помина изложбата. Секогаш на Дримон има многу убава публика и многу ми е драго што и оваа година се обидоа од фестивалот да ја вклучат и младата популација во иницијативите кои што се развиваат во рамки на овој фестивал. Еве ги фотографиите. Така. Делата. Беа вклучени 10 македонски дизајнери со кои што беа споделени приказните до кои што стигна организациите на терен, како што се запознававме ние за да можеме да ги искреираме текстовите кои што се презентирани во овој број на списанието, така и дизајнерите ги читаа приказните за да можат да ги визуализираат. И како што можете да видите, овие се на некој начин некои визуализирани емоции кои што ја доловуваат приказната низ која што поминуваат бегалците, односно лицата кои што се повратници во нашата земја. Многу ми е драго за одзивот на самата изложба во Струга, меѓутоа ова не застанува овде, во соработка со ГИС, ќе биде представена и во Скопје на 15 септември, тогаш е и роден денот во суштина на Лице в лице, а понатака и низ другите градови во Македонија. Лице в лице веќе години наназад го промовира моделот на социјално предприемништво. Начинот на кој што се заработува е продавачите продаваат дел од приходот, односно половина од приходот од списанието тие го добиваат и на тој начин заработуваат за живот. Моето прашање е дали низ годиниве расте бројот на продавачи? Можам да кажам дека во списанието влегуваат и излегуваат лица кои што дел од нив си ги средуваат животите и се вработуваат во компании. Горе-долу бројката е од прилика 40 продавачи во сите 6 градови во земјава. Она што можам да го нагласам е дека тиражот континуирано расте. Тоа покажува дека имаме се поеќе освестена публика и тоа е публика која што не го купува списанието само за да помогне на продавачот, туку и за да си помогне себе си. Таков е и слоганот во суштина на Лице в лице. Купувајќи Лице в лице им помагате на многумина, читајќи Лице в лице си помагате себе си. Мислам дека има простори понатака да расте тиражот на списанијата, како што ќе вклучуваме нови градови кои што ќе бидат дел од приказната на Лице в лице. Кога веќе зборуваме за Лице в лице, рете да споменеме и убавата информација која што ја споделивте со нас. Лице со Даунов синдром е прогласено за најдобар продавач со рекорден број на продадени примероци на списанието. Тоа е нешто што навистина ме израдува во изминатиот период. Генерално, кога се вклучуваат лицата со пречки во развојот во продажбата, не се очекува некоја голема продажба од нивна страна. Кај нив најважен е сегментот да бидат социјализирани, значи да бидат што поеќе меѓу луѓето, да бидат меѓу народ, да можат да остварат комуникација со нив. И тоа е она што ги прави среќни. Меѓутоа, овој пат се случи нешто од кое што сите бевме изненадени, иако во летниот период нашиот продавач Игор Чешајновски, кој што е од Радожда и го покрива регионот Радожда и Струга во продажбата на списанието, не изненади со рекордна бројка по продадени списанија по број, значи 950 продадени списанија. И ова покажува без никаква помош. Обично на овие лица знаат да им помагаат и волонтери во продажбата. Овој пат Игорче беше комплетно сам во работата на терен и драго ми е што и Стружани го поддржаа на ваков начин. Драго ми е што Стружани се поеќе и поеќе го читаат Лице в лице и се надевам дека тоа е еден добар пример на кој начин овие лица треба да ги
вклучуваме во општеството. Споменавте дека бројот на продавачи се менува, некои доаѓаат, некои одат, некои се вработуваат, го споменавте тој момент. Сега, каков е вашиот впечаток низ годиниве? Се менува ли колективната свест? Им се дава ли шанса за вработување на лицата со посебни потреби, на лицата од социјални ранливите категории на граѓани? Тоа е прашање на кое што треба поинтензивно да се работи во следниот период. Паблик како организација од минатата година го одржува форумот на добри компании на кои што се споделуваат и вакви пракси. Оваа година во ноември исто така ќе ставиме акцент на прашањето во однос на вработување, однос кон вработени и ангажирање лица од социјално загрозените слоеви, па и лица со пречки во развојот, зашто некои истражувања покажуваат дека на тој начин не дека компанијата прави некое добро дело, туку тоа е навистина добро за компанијата, за подигнување на атмосферата и на колективната свест, што значи ангажман и вклучување во креирање на едно општо добро. И постојат компании кои што го практикуваат тоа и навистина она што го имаат како резултат, како искуство е речиси секогаш позитивно. Меѓутоа секогаш треба да се има на ум дека колку што треба да се работи со овие лица за да бидат подготвени за пазарот на труд, значи ранливите, толку треба да се работи со менаџментот, со компаниите, за да можат овие лица да бидат соодветно прифатени. Зашто ако само ние работиме од оваа страна, да ги подготвуваме лицата за пазар на труд, а да не се работи од другата страна, не можеме да ги постигнеме резултатите до кои што сакаме да стигнеме. Кој е тимот кој што работи во лице в лице? Ќе бидам искрен и ќе кажам дека ова е едно од ретките списанија кое што низ годиниве се повеќе го задржува моето внимание. Од аспект на тоа какви текстови се бираат, како истите се напишани. Ви благодарам за убавите зборови. Навистина ни значат ваквите коментари. Имаме многу добра релација со граѓаните, кои што редовно ни пишуваат, знаат и да пофалат, знаат да укажат и на некои недоследности и тие се нашиот партнер во развојот на оваа иницијатива. Дел од лице в лице се поранешни новинари, сега се поеќе вклучени во делот на истражување во паблик, меѓутоа сепак се активни во креирањето на содржините на лице в лице. Автори се и многумина граѓани, експерти кои што сакаат да споделат свое мислење, да ја споделат својата визија за подобро општество. И може би во поеќе наврати сум го нагласила тоа, во нашата редакција редовно доаѓаат луѓе кои што имаат нови идеи. Луѓе кои што сакаат да ја споделат таа нова идеја преку нашето списание. Ќе забележите дека лицата кои што пишуваат не се новинари. И тоа го прави лице в лице поразлично од останатите списанија. Меѓутоа, она што го добиваме како материјал, секако новинарите го прилагодуваат за да биде четиво кое што ќе биде приемчиво за пошироката публика. И како ретко каде во ова списание може да се сретнат теми кои што се секогаш актуелни, а кои за жал многу често се ставаат под тепих и не се зборува за нив. За жал, тоа не се случува во нашето општество, се сметаат за недоволно атрактивни, се дава премногу акцент на она што е дневна политичка содржина. Еве, ова е една од темите која што го задржува вниманието, само ќе ги замолам и колегите доколку може да го погледнем. Ова е тема за која што се зборуваше многу. Во последно време се крene гласот на граѓаните, па еве сега некако ќе видиме и првите резултати, се надеваме. Да се надеваме дека ова ќе има добра завршница. Ова исто експерт од Струга кој што даде свое видување и решенија за проблемот. Во суштина и лице в лице за многу теми нуди своји решенија преку добрите пракси и преку визиите на експертите и на лицата кои што сакаат да живеат во едно подобро општество. Неслучајно го покажуваме и овој текст. На оваа тема дискутиравме пред само 2 дена во Македонија наутро, колку
и каков е начинот на кој што треба храната која што се фрла да се донира, за да се обезбеди пристоен оброк на граѓаните кои го немаат, а статистиките се поразителни и велат дека голем број на граѓани немаат по еден оброк, да не зборуваме за 3 кои што треба да ги имаме во текот на Многу ми е драга иницијативата која што ја започна од Ајде Македонија. Драго ми е што гледам дека од ден во ден се повеќе напредуваат, имаат резултати. Ние ова прашање за фрлањето на храната и колку лица може да се нахранат со таа фрлена храна во Македонија и генерално во светот, пишувавме, чинам, во 5-тото или 6-тото издание на Лице в лице и тоа беше посветено токму на оваа тема. И секако темите што ги отвараме, многу е важно да се развиваат иницијативи кои што темелно ќе фатат да ги работат и како во случајов ќе имаат резултати какви што имаме. Како што сум информирана од Ајде Македонија, веќе имаат сериозен напредок во ова, имаат редовни средби со министерствата кои што се надлежни за решавање на ова прашање, а ние секако сме тука како нивни поддржувачи во целата оваа приказна за таа да има се подобар и подобар развој и добра завршница. Она што мене ми е драго е што од број в број сте се поактуелни и почитани. Искрено се надавам дека и тиражот континуирано ќе расте наредниот период, а уште еднаш ќе ги потсетиме нашите гледачи проблемот со повратниците во нашата земја и нивното интегрирање во општеството е темата која што е во фокус на најновото издание на Лице в лице. Токму затоа не заобиколувајте ги уличните продавачи, 100 денари чини списанието, 50 денари оди за нив. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам за континуираното следење на она што го работи и Лице в лице и Паблик како организација која што работи на креирањето екосистем за развој на социјално претприемаштво во земјава и покажуваме нели со самиот пример Лице в лице на кој начин треба да се вклучуваат ранливите во општеството и на кој начин бизнисите треба да придонесуваат во општеството. Благодарам уште еднаш. Останете на првиот канал на Македонската телевизија во продолжение делот програмската понуда.